Очигледно мнозинството во ова собрание не е стрпливо да ги слушне аргументите на опозицијата и без разлика на тоа што не можат да си обезбедат кворум за да ја извршат во целост задачата која што има зададено нивниот властодржец Зоран Заев. И со овој предлог закон, со кој се изменува Законот за концесии и јавно-приватно партнерство, уште еднаш се потврдува, како и во низата закони кои што претходно по панична скратена постапка, како што јас се нарекувам, дека единствено и само единствено има за цел да биде злоупотребен за време на предвремените парламентарни избори и во никој случај не е во корист на граѓаните на Република Македонија. Единствено корист, односно политичка корист, има владата на Република Македонија предводена од СДСМ. Со овој предлог закон се отвора уште еден огромен простор за коруптивни скандали, со кои што единствено може да се оквалификува оваа рекетарска власт. Ова е уште една огромна манипулација која се става во една законска рамка, односно потреба од извлекување на пари од веќе склучени договори за концесии и за јавно-приватно партнерство. Со овој закон СДСМ го злоупотребува правото на граѓаните и го менува законот за неполни 5 месеци и истовремено најавува дека средствата ќе бидат пренаменети за инвестирање во објекти од јавен интерес. Во секој случај, за да небулозата на овој закон низ искажувањата во законот да бидат уште поголеми. Можноста за склучување на договор за концесија и неговата примена од 1 година од денот на влегувањето во сила на законот е многу скандалозно. Се на се, можам да констатирам дека станува збор за класична форма на предлог закон со кој се поттикнува криминалот и корупцијата во Република Македонија. Не бирате средства како да обезбедите што повеќе корист во пресрет на превремените парламентарни избори. Како владата на Република Македонија направи анализа за проценка на економската оправданост и како оцени дека за дел од предметот нема повеќе економска оправданост, а што е со останатиот дел? Ова е еден од показателите каде се јавува и сомневање дека претходното менаџирање со јавното добро од страна на концесионерот не било реализирано согласно динамичниот план на основниот договор кој го подпишале јавниот и приватниот партнер, односно имало аномалии и нереализирање кои довеле до губење на економската оправданост. Дали владата констатирала при вршење на надзор на јавните добра во управувањето на економскиот оператор дека концесионерот не управува согласно договорот, а не го санкционирала и со оваа измена дава владина подршка за заскривање на аномалиите и извлекување на средства. Бидејќи приватниот партнер или економскиот оператор со добивање на договорот ги извршува доделените обврски на највисоко ниво со најдобар квалитет, бидејќи добил право да управува со јавните добра, одговорен е за инволвирање на приватен капитал и знаење и вештини заради економскиот бенефит, управувајќи со јавното добро, ефективно и ефикасно трошење на јавните ресурси. Економската ефикасност во менеджирањето со јавните ресурси во интерес на граѓаните и општеството. Уште еднаш можам да констатирам, може да правиме многу анализи на законот, кој што е веќе еднаш во месец јули оваа 2019 година е променет, што секако, како што и претходно истакнав,
представува уште едно симптоматична, небулозна измена и повторно се прават обиди за промени на основниот договор, со што се јавува правна несигурност, што сега основ за оваа измена е престанокот на економската оправданост во делот на основниот договор. Се на се, колку и да анализираме, колку и да дискутираме, оваа влада, оваа парламентарно мнозинство е решено да одат до крај во остварување на намерата со цел остварување на политичка корист во очи на предвремените парламентарни избори. Ви благодарам.